Добар ден, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Животот на многу луѓе е спасен благодарение на стентовите кои на лекарите им овозможуваат да интервенираат кај пациентите со коронарна болест. Но стентови не се стават само на коронарните артерии, туку и во другите делови на телото каде што има крвни садови кои што се запушени. На таков начин се спасуваат животи и луѓето добиваат втора шанса. Се за стентовите денеска ќе ни појасни доктор Антонио Антовски, специјалист кардиолог во Градската општа болница 8 септември. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ја најдов. Денеска ќе проговориме опширно за стентовите, а ќе започнеме од поидовната причина за запушувањето на крвните садови, а тоа е атеросклерозата. Што ја предизвикува и зошто доаѓа до наталожување на плак на крвните садови? Артериосклерозата е процес на воспаление на крвните садови, кој што доведува до оштетување на внатрешната обвивка на артериите и се создаваат услови на тоа место да се таложат мастите, што ја повторно уште повеќе разбудува воспалителната реакција, воспалението, и тоа е еден затворен круг. Воспалението доведува до наталожување на поголеми количини на масти и стеснување на крвните садови. Тоа доведува и до трајни промени, создавање на сврзно ткиво, каде што нормално не треба да има, како некој начин на одбрана, како што е лузната, повредата на кожата, што се заменува, заздравува со сврзно ткиво. На овој начин организмот се брани да ја локализира таа воспалителна реакција, да ја ограничи, за да протокот на крвта остане задоволителен, за да функционираат органите. За жал, тој процес како напредува, доаѓа до нестабилност на тие наталожени масти, така создадената плака може да напрсне површината и во тој случај се активираат механизмите за создавање на тромби. Пошто тоа организмот го препознава како еден вид на повреда, рана, и како што ако ја повредиме кожата се создава тромб, односно згручување, на истиот начин се создава во крвниот сад. Но за жал тука сега тоа е контрапродуктивно, бидејќи создавањето на тромбот дополнително ја затвара артеријата и може во целост да ја затвори, па да имаме состојба на развивање на инфаркт на одреден орган. Недоволниот дотур на крв во дел од организмот, значи во одреден дел од ткивата, доведува до оштетување на тоа ткиво. Ако доволно долго трае, тој прекин во крвоснабдувањето, настанува инфаркт, односно одумирање на тоа ткиво. Доколку запушувањето, односно стеснувањето на крвниот сад е 20 до 30%, постои ли ризик од инфаркт? Тоа е процент на стеснување кој што не ја компрометира циркулацијата. Значи, дотурот на крв е доволен за да функционира органот. Природата е мудра, оставила доволно резерва. Критични стеснувања се стеснувања до 80-90%, каде што веќе мала промена може да доведе до манифестација на влошен крвоток. Посебно при движење, при напор, кога и потребите на организмот, на ткивата се зголемени. Сега што е проблемот? Проблемот е стабилноста на плаката, наталожениот материјал. 20-30%, веќе кажав, не е проблем за крвотокот. Меѓутоа, ако дојде до прскање на обвивката на плакот, ако таа обвивка е тенка, под влијание на фактори како што е, например, високиот крвен притисок, може да дојде до оштетување на таа обвивка и активирање сега на процесот на создавање на згручување, тромбоза. Тоа мора да го сватат нашите гледачи, таму каде што постои артериосклероза, кај што постојат веќе создадени плакови, потребно е да се делува со модификација на начинот на живот, исхрана, со давање на лекови, за тие создадени плакови, артериосклероза, да се стабилизираат, за да не дојде до таков настан. Докторе, а можеме ли да почувствуваме некакви тегоби кои што ќе укажат дека имаме стеснување на некаков крвен сад, наталожување на плаки
во артериите? Симптомите кога ќе се манифестираат, тоа веќе збориме дека болеста е напредната. Значи веќе во доцна фаза. Тој дел од телото нема задоволителен дотур на крв. Во случајот на срцето, манифестациите се од срцевиот мускул. По природниот тек на болеста, обично како се зголемува плакот и се влошува крвотокот, манифестациите се јавуваат прво во напор. При движење, при физичка активност, при стрес, затоа што потребите при напор се зголемени, а веќе променетиот крвен сад не може да обезбеди во напор доволен дотур на крв. Од страна на срцето се манифестира со чувство на болка, типично во градниот кош, кој што може да се шири во рацете, може да се шири према вратот, во грбот. Тие се, да речам, карактеристични, типични симптоми кои што нашите гледачи може да ги препознаат ако ги имаат. За жал не е секогаш така случај. Значи, знае таа состојба да се манифестира и на друг начин. Кај постари луѓе, кај диабетичари, осетот за болка е променет. Може да се манифестира само со замор, со чувство на тежина, вртоглавица може да биде манифестација заради пореметен дотур на крв, несоодветна пумпна моќ, односно функција на срцето. Така да ново настанати тегоби треба да се помисли и на таква состојба, таков проблем и да се консултира доктор. Значи матичниот доктор во случајот е тој што би требало да биде првиот контакт. А ако има типична симптоматологија, болка која што трае, не се смирува, во тој случај треба да се побара итна помош. Сите сме слушнале за инфарктна состојба, но има и прединфарктна состојба. Што е тоа? Како да кажам, дали секогаш е таа присутна? Може ли се јавуваат ли некои знаци кои што ќе навестат, ќе наговестат ваков еден проблем? Промената во дотурот на крв често настанува постепено. Имаме коронарна болест, например, јас се ограничувам на коронарната болест за да бидам разбран, инаку тоа може да биде и било кој орган во организмот. Влошениот дотур на крв може да манифестира симптоми во одредена состојба, како што е, например, напорот. Може студот да биде провокација за влошување на дотурот на крв, појава на болка, например, симптоми, кои што поминуваат, траат краткотрајно. Со намален интензитет на напор, со мирување, болката се смирува. Имаме пациенти кои што тоа го толерираат и подолго време не бараат лекарска помош, што е грешка. Затоа што тоа предупредува дека постои проблем. И тој проблем е минлив во случајот. Значи краткотраен. Меѓутоа не знаеме кога моментот ќе дојде, кога ќе прогредира состојбата, па ќе имаме прекин целосен на протокот на крвта и пациентот тогаш може да дојде со инфаркт. Значи прединфарктната состојба ние ја означуваме како нестабилна ангина. Ангината како термин е од домаќинот прифатен, подразбира градна болка, која што се провоцира со одредени провокативни фактори, напор, студ, стрес. Кога тие провокативни фактори делуваат секогаш на ист начин, велиме дека таа е една стабилна состојба. И пациентите живеат со проблемот, со терапија или без терапија. Меѓутоа, кога таа состојба ќе се промени и сега симптомите почнат да се јавуваат при помал напор или дури во мирување, тоа е веќе нестабилна состојба, нестабилна ангина, која што е буквално, како што рековте, предупредување за најава за можен инфаркт. Затоа велиме прединфарктна состојба, инаку во литературата како таков термин нема да најдеме прединфарктна состојба. Докторе, како се решава проблемот со запушените крвни садови? Целта е Постои ли некаков лек најнапред со кој што може да се елиминира? Да се елиминираат наслагите, да се растворат, да се врати крвниот сад во првобитната состојба? Идеална ситуација е да препознаеме
на време болеста, во почетните фази, за да може да делуваме да артериосклерозата не напредува, дури со лекарства може да се намалуваат плаковите. Кога таа болест ќе напредне и кога веќе ќе даде манифестација, односно симптоми, тогаш веќе превентивното делување не е доволно. Тогаш мораме да интервенираме. Че мораме да реагираме, да ја подобриме циркулацијата, односно доторот на крв, да го подобриме за да нема симптоми, да не страда тој дел од телото, тоа ткиво, да не трпи промени, за да не дојде до оштетување. Сега имаме како можност, спомнавте на почеток на емисијата, да интервенираме, да ја отвориме артеријата и со поставување на стент, да ја таа воспоставена циркулација, да ја одржиме. Плакот го набиваме, буквално го набиваме во зидот. Стентот е само... Што е стент? Како изгледа? Од каков материјал е направен? Стентот е сликовито може да го опишеме како едно федерче. Федерче во мина, од мина. Буквално се и толку мали, дури и помали. Затоа што артериите, например, што го снабдуваат срцевиот мускул, може да бидат со димензии од 1 мм до 4 до 5 мм. Да речеме, тоа е просечната големина на тие артерии. И таква е и големината на стентовите. Тоа федерче ние кога ќе го отвориме, како го отвараме? Поставено е на направа балон, специјален балон, што ние кога ќе го надуваме, го отвара стентот. На тоа место кај што артеријата била стеснета, сега ние ја отвараме со тоа што плакот го набиваме буквално во зидот. А стентот останува отворен за да ја задржи таа постигната ситуација сега кога артеријата е отворена. Порано кога немало стентови, само се делувало со балон, се набивал плакот, често се случувало во голем процент, кој што бил висок и до 50 до 60%, повторно плакот да ја затвори артеријата. Со изумот на стентовите, тој проблем е решен. Сега артеријата ја успеваме да ја одржиме отворена, а со нанесување на лек на стентот, во следната фаза од развојот на стентовите, сега се овозможи да пролонгирано во период од неколку недели или месеци, да на местото делуваме со лек, за да спречиме сега воспалителна нова реакција, пошто сепак стентот е туѓо тело за организмот и може да предизвика воспалителен одговор, реакција од организмот. Со нанесување на лекови на стентот, ние таа воспалителна реакција ја контролираме и не дозволуваме да разрасне ново ткиво, да се создадат нови наслаги на масти. Имаме потреба и дополнителна од земање на лекови сега, кои што процесот на артериосклероза ќе го контролираат, затоа што, за жал, склоноста на организмот останува. Така, докторе, подетално за лековите подолу во емисијата, аз би ви поставил уште неколку прашања во однос на поставувањето на стентот. Дали пациентот е свесен, односно е буден, се користи ли анестезија? Користиме само локално анестетик на местото каде што боцкаме артерија. А од каде обично се влегува? Најчесто користиме артерија на раката. На десната или на левата рака. Тоа е идеалниот пристап, затоа што најлесно е за пациентот. После интервенцијата може, ако стабилна клиничката состојба, буквално да стане и да излезе од салата на нога. Кога имаме неповолна анатомија, проблеми некои анатомски со артериите на рацете, приморани сме да користиме артерија на ногата. Во тој случај се користи висок пристап, тоа е во препоната. Тоа е поголема артерија и заради тоа, после таква интервенција, пациентот треба повеќе сати да мирува, за да не се јави како компликација крварење на местото на боцкање, и затоа пристапот преку раката е подобар и го користиме секогаш кога е можно.
Смирени ли се пациентите додека изведувате оваа интервенција? Може ли да испаничат? Чувствуваат ли понекогаш болка? Еве балонот кога ја шири артеријата и го набива плакот? Многу ретко. Артериите, натрешната обвивка на артериите нема рецептори за болка. Така да во 99%, ајде да речам, нашето работење е безболно. Пациентот не чувствува тегоби. Самото престојување во ангиографската сала, стерилните услови, начинот на кој што работиме е еден вид на стрес за пациентот. Ние практикуваме да поразговараме со пациентот и пред интервенцијата и во текот на интервенцијата, за да биде информиран што се случува, за да го намалиме тој стрес. Кај што ќе оцениме дека е потребно, даваме и лек за смирување. Значи седатив, еден кој што во најголемиот број од случаи е сосема доволен. Доколку е пациентот во толкова мера вознемирен да влијае врз текот на процедурата, во тој случај имаме можност да дадеме и одредени лекарства кои што краткотрајно ќе го пациентот смират во поголема мера, дори да го успеат, за да може да се таа интервенција заврши, затоа што интервенцијата е од интерес на пациентот, за да му помогнеме. Се случува ли некогаш да имате потреба да ставите неколку стента на неколку крвни сада? Секогаш проценката е индивидуална. Анатомијата, односно промените на артериите, колку се тие, каков е распоредот на тие промени, е критериум дали ние ќе поставиме повеќе стентови или ќе се одлучиме можеби за хирушка интервенција. Големо е искуството со стентовите, затоа што повеќе децени се вградуваат стентови и веќе имаме сосема јасни препораки кои состојби се подобро решение да се решаваат со стентирање, кои со кардиохирушка интервенција. Точно е, некогаш вградуваме повеќе стентови, меѓутоа пак ќе речам, ако оцениме дека така е подобро за пациентот. Доколку има тежок инфаркт пациентот, може ли со стент да се реши проблемот? Тежината на инфарктот, односно големината на артеријата што е запушена, одредува колкав дел од мускулот страда. Кога е запушена голема артерија во незиниот почетен дел, тоа значи голем дел од мускулот не добива дотур на крв. Има артерии кои што снабдуваат и по 50-60% од срцевиот мускул. Една таква артерија ако е запушена, тоа значи тежок инфаркт, затоа што ако не се отвори таа артерија, половина од срцевиот мускул ќе пострада, ќе биде оштетен, што значајно ќе намали пумпната моќ на срцето ако пациентот го преживее инфарктот. Е сега, одлуката дали ќе стентираме е повторно одлука врз основа на повеќе критериуми. Инаку да, секогаш кога има можност да се постави стент кај инфарктот, е подобро решение, затоа што тоа е најбрзиот начин да се интервенира и да се воспостави доторот на крв и на тој начин да се спаси тој мускул. Доживотно ли стои стентот што ќе биде имплантиран? Се менува ли? Ова е логично прашање и развојот на медицината одеше во тој правец да се развиваат и стентови кои што се разградуваат. Значи, по одредено време да се тој стент ресорбира и да не остане туѓо тело во артеријата, кое што би бил на некој начин провокација за воспалителна реакција. За жал, се уште немаме таков стент кој што е безбеден. Се уште се развиваат такви стентови, последниве десетина години, така да во моментот на располагање имаме стентови кои што остануваат во артериите трајно. Со време, ткивото од крвниот сад го обвиткува стентот, го покрива стентот, на тој начин
организмот воспоставува една состојба како предпоставување на стентот. Стентот останува вграден во во зидот на артеријата, не во директен контакт со крвта која што тече низ артеријата. Што се презема доколку врз стентот се развие повторна плака? Или пак се формира некаков тромб? Можност постои затоа што реков склоноста на организмот за артериосклероза останува. Прашање може да бидат генетски фактори, начин на живот, ако не се промени. Во тој случај, ако лековите не се доволни, не сме успеале да спречиме повторно развој на артериосклероза, која што доведува до пореметен дотур на крвта, тогаш повторно интервенираме. Значи имаме повторно можност да делуваме во овој случај со балони обложени со лекови, затоа што стентот веќе постои на тоа место. Може да биде доволно само со балон да се делува на плакот и да се нанесе повторно лек, кој што ќе делува на таа воспалителна реакција, или другата можност е во самиот стент повторно да вградиме нов стент. Постојат ли некакви ризици од самиот процес на, претпоставам, со коронарографија се изведува сето тоа? Да, процесот е поврзан со коронарографија. Коронарографијата е самото снимање на крвните садови, ангиографијата е коронарографијата. Интервенцијата на стентирање се нарекува перкутана коронарна интервенција, затоа што пристапуваме преку кожата со боцкање на артерија, за разлика од кардиохируршка интервенција, каде што имаме сечење на градната коска, отварање на градниот кош. Ризикот кај овие интервенции е минимален. Се покажа дека може да се завршат најсложени интервенции, кои што ги заменија кардиохируршките интервенции, со прифатливо ниво на ризик. Значи, ризик секогаш постои, посебно кај пациентите кои што се клинички во тешка состојба. Значи, ако дојде пациент со инфаркт, каде што имаме низок притисок, каде што имаме веќе затајување на срцевата работа, дури затајување на функцијата на белите дробови, на бубрезите. Тој пациент е ризичен од повеќе аспекти, ризичен е за секој вид на интервенција, дали кардиохируршка или за стентирање, така да секогаш проценката е што е најдобриот избор за пациентот и тогаш одлучуваме дали ќе стентираме или пациентот ќе биде на кардиохируршка интервенција испред. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, докторе, а виднаш потоа ќе ни објасните каков е животот на лицата со стент, какви лекови може да земаат, дали смеат да прават снимање со магнетна резонанца и слично. Почитувани, останете на Телма. Со доктор Антонио Антовски, кардиолог при Градската општа болница 8 септември, денеска зборуваме за стентовите, за животот со вграден стент. Докторе, откако пациентот ќе добие стент, дали му исчезнуваат сите проблеми, сите маки што претходно ги имал? Може ли понатаму да има болка во градите? Или пак тоа не би требало да се очекува? Индивидуално е, затоа што во зависност дали сме во можност во целост да постигнеме комплетно реваскуларизација на срцевиот мускул. Ако промените се многу дифузни на повеќе артерии, ако не може сегде да се интервенира, во тој случај пристапот е да се интервенира максимално, да се отворат што повеќе артерии, за да се постигне што поголем дел од мускулот да се крвоснабдува нормално. Ако и кардиохирургијата тоа не може да го возможи, тогаш завршуваме интервенцијата со стентови. Колкави тегоби ќе има, во зависност од тоа колкав дел од срцевиот мускул не добива комплетно крвоснабдување. Не секогаш може во целост да се реши проблемот. Но во најголемиот број од случаевите можеме со стентови тоа да го постигнеме или со кардиохируршка операција. Значи, поголемиот број од пациентите после целосна реваскуларизација немаат симптоми, функционираат без тегоби,
Значи тие проблеми што ги имале од срцевиот мускул, сега ќе бидат минато. За жал, артериосклерозата како активен процес постои и понатаму. Мораме ние да делуваме, да спречиме повторно да се јави проблем, дали на истото место или можеби сега на друго место во таа артерија или на некоја сосема друга артерија во срцевиот мускул, и заради тоа даваме превентивно лекови кои што ги држат под контрола нивото на мастите, бидејќи мастите се тие кои што се таложат во плаковите. Даваме лекови кои што делуваат на способноста на крвта да се згручува. Антиагрегантна терапија, како што е аспиринот, веќе сите го знаеме, пошто го користиме за буквално све, почнувајќи од главоболка па до се што може да замислиме, што е поврзано со болка. И уште еден тип на антиагрегантни лекови, како што е клопидогрелот или прасогрелот, сега малце за пациентите како име не толку фамилиарно, не толку познато. Целта е да ги заштитиме крвните садови од развивање на нова артериосклероза и од напредување на болест. Сега за сите овие лекови подетелно ќе поразговараме, но да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Секако ќе може да постават прашање кое што е поврзано на темата која што зборуваме, а тоа се стентовите и животот со стент. Ајде да започнеме, докторе, од аспиринот. Аспиринот дали мора доживотно да се прима и дали секој пациент треба да го зема, и покрај тоа што кај некој би создал проблеми аспиринот, како што се гастроинтестинални тегоби или пак зголемено крварење. Што во тој случај? Аспиринот е апсолутно потребен лек кај сите пациенти кај кои што има веќе дијагностицирана артериосклероза, посебно кај тие кај што се вградени стентови, затоа што тоа се пациенти со напредната артериосклероза. Кај секого, значи, кој што може да го поднесе лекот. Имаме ситуации каде што лекот, дали ради алергиска реакција и заради, или како што рековте, заради проблем со, например, крварење од гастроинтестиналниот тракт, од желудникот, може би сме принудени да го прекинеме во терапијата, но ни останува замена, значи има друг заменски антиагрегант, како што го спомнав, клопидогрелот или прасогрелот. Велам кај што мора да прекинеме терапијата со аспиринот, инаку инсистираме секогаш кога има услови пациентот да го пие аспиринот. Доживотно е тоа? Доживотно го пие, затоа што склоноста за артериосклероза останува додека е векот. Не сите имаме артериосклероза. Многу се прават анализи, студии, реков, вклучени се и генетски фактори, вклучени се и други коморбидитети, болести, како што е, например, шеќерната болест. Така да, место за повторна артериосклероза секогаш останува. Затоа мора да делуваме превентивно, за да не дојде до развој на артериосклерозата. Се извинувам. Така, ќе ве прашам и за статините, пред да го вклучиме гледачот кој што очекува да постави прашање во денешната Телма амбуланта. Некои пациенти што имале ваков проблем, прават анализи на крвта, велат липидниот статус ми е нормален, но јас и покрај тоа пијам апчиња за намалување на мастите во крвта. Зошто е тоа така? Што значи нормално ниво на триглицериди и на холестерол кај пациенти кои што имаат вграден стент? Точно така, значи нормалното ниво кај здравите луѓе е сосема различно од нормалното тоа што е кај пациентите со вграден стент, односно со докажана артериосклероза. Вредностите се многу пониски и се препорачува секогаш да се постигнат тие целни вредности со соодветна терапија и модификација на исхраната и начинот на живот. Тоа се повторуваме и ќе се повторуваме до бескрај, затоа што не се доволни само лековите. Так. Начинот на исхрана и начинот на живот, ако не се промени, не се доволни лековите. Тие лекови треба да обезбедат ниски вредности на мастите во крвта, за на тој начин да се намали можноста да тие се таложат
во плакот, за да не се зголемува плакот. Тоа е целта на терапијата и затоа да не бидат збунети пациентите, гледачите, кога докторот им препишува високи дози на антилипемици, а кај ни вредностите на мастите се ниски. Значи, дури и кога ќе ги постигнеме тие целни вредности, тие сме ги постигнале благодарение на лекот. И препораката е, ако лекот не предизвикува несакани ефекти, таа доза максимална што ја поднесува пациентот треба да се одржи. Тука многу се греши, за жал грешат и колегите. Ке видат. Не само пациентите. Пациентите, да, они очекуваат дека ако вредностите се постигнати, па велат зашто толку голема доза, можеби и со помала тоа ќе се постигне. Не. Значи, целта е да таа ниска вредност на мастите се одржи со високи дози на статини, затоа што секогаш поголемата доза е подобра. Ако пациентот ја поднесува. Значи, ако нема несакани ефекти, често се ако не ја поднесува таа доза на лекот, имаме можности или тој лек да го замениме со друг лек. Сепак имаме на избор неколку генерации на антилипемици, кои што се разликуваат помеѓу себе и во ефикасноста, меѓутоа и во несаканите ефекти. Значи, тоа е секогаш првиот избор, секогаш инсистираме на максимална доза. А ако и од другата генерација на антилипемици повторно имаме реакција, не се толерира максималната доза, тогаш ме принудени да ја намалуваме дозата. И повторно ја намалуваме до доза максимална која што пациентот ја поднесува. Така. Докторе, двајца гледачи имаме, ќе ги вклучиме во програма. Јас ќе ги замолам да бидат кратки и јасни со прашањата, бидејќи навистина имаме уште малку време од денешната емисија, а уште многу прашања кои што докторот треба да ги одговори. Добар ден за првиот од нив. Ало, Бог се јави. Добар ден. Бог се јави, рече пациентката. Навистина се јави, не слушнав, да. Навистина се јави, повелете. Јас сум на линијата. Да, вие сте, повелете. Докторот, сакам да го прашам помеѓу андолот, стотка и аспиринот, што е разликата? Различни фирми, господјо. Значи, тоа е истиот лек, произведен од различна фирма. Аспиринот е оригиналниот лек, андолот е лек кој што го произведува друга фирма. Ајде да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Тука мајка на 12 годишно дете, кој е оперирано пред 7 години од медулобластом. Сега во последно време заприметивме дека ноџињата, долниот дел стапалата, кога седи повеќе време, значи на нив, кога стои просто, му посинуваат. Првиот момент кога ќе ги крени ноџињата, тоа синило го нема. Дали е нешто загрижувачко и... Така. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Докторе, со оглед на тоа дека за педиатриска возраст се работи, дали можете да дадете насоки? Како симптом, промената на бојата на кожата може да е поврзано со крвотокот. Може би враќањето на крвта во вените е на некој начин променето, компромитирано, заради тоа кога долго стои, се задржува крвта, не се ефикасно враќа. Не можам вака да помогнам, значи треба да биде прегледано од педијатар во случајот, да се види дали има некој проблем со крвотокот или можеби е, не знам, можеби е физиолошка состојба, можеби. Не би требало. Значи промената на бојата на кожата сигнализира некаква промена во крвотокот, во венската циркулација во случајов. Така, значи преглед од педијатар. Да, секако да се обрати кај доктор кој што може да констатира дали има некаков проблем. Да се навратиме на темата на која што зборуваме, живот со стент. Споминавте дека не се доволни лековите, иако овие пациенти цела шака лекови земаат речиси секој ден, односно секој ден. Потребни се промени во исхраната и во физичката активност. Дали можат да практикуваат секаква физичка активност пациенти со вграден стент? Или има некакви лимити и ограничувања? Јас ќе се повторам, реков начинот на живот. Значи не е само физичката активност. И исхраната секако.
Исхраната, Цигарите. навиките, како што е пушењето, како што е алкохолот, излегувањето на воздух, доволно сон, спиење, значи тоа е комплетно промена на начинот на живот. Во однос на физичката активност, потребно е физичка активност, речиси секојдневно, по 20 на 30 минути. Реков речиси секојдневно, затоа што ако нема услови, еднаш-два пати у неделата за физичка активност, тоа може и да се прифати. Меѓутоа, буквално 4 до 5 пати во неделата физичка активност е минимумот што е потребен за да се овозможи соодветна функција на кардиоваскуларниот систем, што би делувало превентивно за да не се развива артериосклерозата. Зборам за 20-30 минути физичка активност која што ќе доведе до задишување, до замор. Тоа значи, не е доволно да си работиме по дома, што подразбира тоа не се подразбира движење. за вежбање. Значи, не збориме за дигање на тегови, збориме за аеробични вежби, како што е пешачење, брзо пешачење, значи да се задишиме, трчање, возење точак, пливање, аеробик вежби. Има сега различни, јас не можам ни да се снајдам со какви све термини има изборни. Има така? избор, меѓутоа да, физичка активност со задишување за да се активира кардиоваскуларниот систем. И тоа е да биде редовно. Промена во исхраната, тоа се подразбира. И моето последно прашање за денеска, дали пациентите со вграден стент можат да прават снимања со магнетна резонанца, смеат ли да влизат во магнет? Апсолутно, да, апсолутно. Тоа се материјали кои што слободно може да бидат несени во магнетно поле, така да сите пациенти со вградени стентови од последните 30 години, значи тоа е проблем кој што е надминат пред десетици години. Зборам во почетокот на развојот на стентовите, користените материјали биле други, па заради тоа останало тоа како мит дека пациентите со стентови не може да влезат на магнетна резонанца. Често е потребно да прават контроли? Контроли не збориме за често, збориме за редовни контроли. Докторот е тој кој што треба на пациентот да му објасни колкава е потребата од контрола и на колку време треба да биде контролиран. Тука нема правило. Тоа е индивидуално и јас ќе кажам, има, рековте, шака лекови пијат пациентите, да, доколку има и други коморбидитети. Затоа што артериосклерозата е придружена со зголемен крвен притисок, со шеќерна болест, проблеми со мастите и можеби хормонски проблеми и сето тоа доведува до зголемување на бројот на лекови. Така, бидејќи сите тие болести треба да се стават под сето контрола. Сето тоа треба да се стави под контрола за да не напредува артериосклерозата. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сите совети, препораки, па и појаснување што ни ги дадовте околу стентот, бидејќи на таков начин се спасуваат навистина многу животи. Благодарам на поканата, со задоволство за нашите пациенти и гледачи. Се гледаме повторно, а се гледаме со гледачите секој работен ден во 12:45 на Телма, кога заедно учиме за здравието. До гледање!